Во Сараево на 11. септември 1949 година е основан првиот универзитет на Босна и Херцеговина. Основањето на првиот универзитет во Босна и Херцеговина означуваше широк подем на образованието, културата и подготвувањето нови кадри во републиката, кои беа неопходни во обновата и изградбата на Босна и Херцеговина во 50-тите години и во наредниот период. На 11. септември 1973 во Сантјаго на Чиле за време на фашистичкиот воен пуч беше убиен председателот Салвадор Алјенде, виден политичар и државник. Алјенде водеше независна политика и ја насочуваше земјата кон социјализам преку процесот на постепени и демократски општествени промени. Таа негова политика дојде во судир со чилијанската реакција и со американските монополистички кругови кои го организираа и воениот пуч. На 11. септември 1971 година во Москва умре Никита Хрушчов, бивш прв секретар на партијата и советски премиер. Во март 1958 беше наименуван за председател на советската влада. На 20-тиот конгрес на КПСС во 1956 го поднесе рефератот за култот на личноста и неговите последици. Со одлука на пленумот на ЦК на КПСС, Никита Хрушчов на 15. октомври 1964 е ослободен од сите партиски и државни функции. На 12. септември 1942 година кај село Болно Ресенско, во неравномерна борба со бугарските фашисти, загина Стефан Стив Наумов, истакнат борец, револуционер и раководител во Битолско, и Димитар Мите Богоевски, поет и револуционер. За нивната активност во подготовките и организирањето на народно-ослободителната борба во Битолско и Ресенско, за непрекинатата борба се до загинувањето од бугарските фашисти и херојската борба при нивното загинување, се прогласени за народни херои на Југославија. Овие се последните фотографии на етиопскиот цар Хајле Селасије. На 12. септември 1974 година 82 годишниот монарх, чија династија се смета дека води потекло од кралицата Себа, беше сменет со воен удар. Пучот беше изведен поради се поголемите протести против корупцијата и привилегиите што постоеја во режимот на Селасије. Првиот од новите водачи, кој ги прими странските амбасадори, беше генералот Аман Микеландом, председател на Комитетот на оружените сили. Подоцна полковникот Хајле Менгисту се појави како нов водач на Етиопија. На еден напуштен аеродром во Јордан, група арапски киднапери дигнаа во воздух 3 киднапирани патнички авиони. Тоа се случи на 12. септември 1970 година, аеродромот се викаше Досоново поле. Терористите, припадници на Народниот фронт за ослободување на Палестина, 6 дена држаа 121 патник како заложници. Ова беше еден од најспектакуларните киднапирања што ги изведоа палестинските организации. Заради овие и други напади, сите аеродроми во светот воведоа поостри безбедносни мерки. На 13. септември 1924 година, насред Белден, во центарот на Софија е убиен Димо Хаџидимов, еден од најистакнатите борци за слобода на македонскиот народ. Тој е борец, револуционер, публицист, марксист. Димо Хаџидимов околу 25 години беше на врвот на борбата на македонскиот народ, пишува за неговата самобитност, се бори против секаквите посегања врз Македонија и низиниот вековно поробен народ. За време на илинденскиот период тој е постојан придружник на Гоце Делчев и личен сведок на загинувањето на апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. По загинувањето на Делчев, Димо Хаџидимов ја продолжува борбата против непријателите на македонскиот народ, во прв ред против врховистите, верните слуги на бугарскиот двор.
Димо Хаджидимов ќе ги преживее сите трагедии на македонскиот народ по Илинденското востание, Младотурската револуција, Балканските војни и Првата империалистичка војна, со која е санкционирана извршената поделба на Македонија од балканските монархии. Димо Хаджидимов отворено го изразува своето незадоволство и протестира против создадената положба во Македонија по поделбата. Во такви услови, марксистот Димо Хаджидимов ќе извика: долу врховизмот, долу завојувачката политика на бугарската влада, долу гробокопачите на Македонија, назад кон автономија, назад кон идејата за образување слободна македонска држава. Таквиот Димо им беше трн во окото на бугарските фашистички влади и врховистите, кои за да се спасат од неговата бескомпромисна борба, на 13. септември 1924 година во Софија го убија. Тринадесети септември 1947 година, само еден месец по создавањето на двете индиски независни држави, Индија и Пакистан, големиот индиски потконтинент се раздвојуваше на два дела. Милиони хиндуси се населуваа во Индија, а исто толку муслимани бегаа кон Пакистан, така што нетрпението меѓу двете верски групации прерасна во граѓанска војна, што донесе големи разурнувања и однесе милиони животи. На 13. септември 1973 година 7.000 работници работеа 24 часа дневно за довршување на мостот долг 7 милји, што требаше да стане една од главните артерии што го поврзуваат северен и јужен Бразил. Во мугрите на новата слобода во Шпанија, по смртта на Франко, многу етнички групи бараа автономија. Баските се најмногубројни, но и каталонците организираа големи демонстрации барајќи собствена влада, како например овој марш одржан на 13. септември во 1975 година. На 14. септември 1944 година, врховниот командант на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Југославија, маршал Тито, издаде наредба за доделување споменица 1941 година. Споменица 1941 им се доделува на сите борци, војници и политички раководители, кои во Народно-ослободителните партизански одреди стапија во 1941 година и во нив останаа до издавањето на оваа наредба, односно до конечното ослободување на земјата. Носители на ова високо признание за непосредно учество во Народно-ослободителната борба и револуцијата се 27.750 борци, револуционери, политички работници во текот на револуцијата од 1941 до 1945 година. Пред 45 години Чехословачка ја оплакуваше смртта на Томас Масарек, познат како ослободител на неговата земја. Тој беше председател на новата Чехословачка држава од нејзиното формирање во 1917 па се до 1935 во кој период стекна голем углед во целиот свет. Умре на 14. септември 1937 на 87 години, а неколку месеци потоа неговата земја беше брутално поробена од Хитлерова Германија. На 15. септември 1943 година при Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија пристигна британска војна мисија. Мисијата ја предводеше британскиот генерал Фицрой Маклейн, член на британскиот парламент.
Ова пристигнување на британската мисија кај врховниот штаб беше од големо значење за народно-ослободителната борба на Југославија, зашто таа на самото место се запозна кој ја води борбата на Југославија, а кои се предавници и соработници со фашистичките окупатори во Југославија. Ова е Хитлеровото засолниште во Баварските планини. На 15. септември 1938 британскиот премиер Мелвил Чемберлен се сретна лице в лице со најголемиот злосторник во историјата. Тие разговараа 2 часа. За време на овој состанок и за време на вториот, одржан една недела подоцна, британскиот премиер имаше илузии дека обезбедил мир. Всушност, тој се согласил со германското решение за анексија на Чехословачка и само ја одложи војната за 12 месеци. Точно 2 години подоцна, на 15. септември 1940 Британија сама беше соочена со нацистичка Германија, која имаше окупирано цела Западна Европа. Битката за Британија беше во својот полн замав. На масивните германски воздушни напади им беа спротивставени 2 важни изума. Радарот, со чија помош британците беа во состојба да ги откријат нападите и дозаби вооружените авиони ловци од типот Spitfire и Ураган. Поради големите загуби, германците беа принудени да се ограничат само на ноќни бомбардирања на Лондон. На 15. септември 1973 година, кога се повеќе се шушкаше за војна на Блискиот Исток, емирот на Кувајт пристигна во Мароко во 4-дневна официјална посета. Во ова време се одржуваа многу вакви средби, бидејќи арапските земји се договараа во колкава мера треба да се вмешаат во случај на војна, која избувна 3 недели по оваа средба меѓу Египет, Сирија и Израел. Седница на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк на 15. септември 1953 година. They can be certain that I shall do my best to justify their confidence. Ова е представникот на Индија, господја Пандит, која стана прва жена председател на Генералното собрание на Обединетите нации. На 16. септември 1941 година, генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија и командант на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, Јосип Броз Тито, од Белград замина на ослободената територија во Западна Србија. Тито за ова истакнува: од Белград, според тогашните услови, не беше можно успешно да се раководи и да се формираат поголеми воени формации, поголеми партизански одреди. Затоа решивме да излеземе на теренот, во непосредната средина на народот, заедно со него, рамо до рамо да ги поделиме сите зла и маки и да ја продолжиме започнатата борба. Министрите на Замбија направија една мала екскурзија на 16. септември 1974 година. Предводени од председателот Кенет Каунда, тие заминаа да работат на еден од најважните градежнички потфати во Замбија, Танзаниско-замбиската железничка линија. Изградбата на оваа линија, што денес ги поврзува Замбија и танзаниското пристаниште Дар ес Салам, започна уште во 1970 година. На овој ден, министрите лично се уверија што значи тешка работа. Марија Калас и вообичаената слика, обседната од обожувачи и љубители на оперската уметност во Миланската скала.
Marija Kalas se rodi 1923. godine u Amerika, u grčko semejstvo. Za prv pat kako sopran se pojavi u Atina. To beše 1947. godina, no od 1950. ta se preseli u Milano, kada što ih postigne svojite najgolemi triumfi i stana najgolema operska zvezda u svetu. Umre na 16. septembri 1977. godina. Esenta 1944. Makedonski narodno-osloboditeljni jedinici, del po del, selo po selo, grad po grad, je osloboduvao Makedoniju od okupatorite. Sekoj den brojot na borcite se zgolemuvaše, od koji se formira novi pogolemi borbeni jedinici, brigadi, podocni i korpusi. Takav u avgust i septembri među drugite se formirani i 9., 10. i 12. brigada. Со формирањето на овие бригади се зголеми ударната сила на Народно-ослободителната војска во Македонија. Тие учествуваа во ослободувањето на голем број села и градови. Дванаесеттата бригада, позната уште и како Скопска, за да учествува во ослободувањето на главниот град на Македонија Скопје, откаде што го продолжи борбениот пат за ослободување и на другите неослободени делови на Македонија. На 17. септември 1944. година започна една од најочајничките и најрискантните воени операции во Втората светска војна. Додека британските и канадските единици ги гонеа германските сили низ Северна Европа, во задината на фронтот беа уфрлени падобрански единици со задача да заземат еден витален мост на Рајна близу Арнхем во Холандија. Тоа беше смел, но безуспешен потват. Скоро сите војници на британските и полските трупи што учествуваа во него или загинаа, или беа заробени. Кога Франклин Делано Рузвелт стана председател на Соединетите американски држави, вети дека ќе подобри лошата економска ситуација во земјата. Еден од поглавните потвати што ги презеде беше изградбата на гигантската брана Булдер на реката Колорадо во Аризона. На 17. септември 1936 година за прв пат беа пуштени во погон генераторите, со што беа добиени големи количества електрична енергија и се наводнуваше голем иригационен систем.